Синдикалното организирање на текстилните работници во Штип е изненадувачки слабо. Ова беше констатирано денес на панел дискусијата помеѓу представници на сопственици на текстилни фирми, Меѓународната организација на трудот, локалната самоуправа и текстилните работници. Синдикатот на текстилните работници имал мало членство, а интересот за членување во истиот бил незабележителен. Дали станува збор за недоверба на работниците во оваа институција, чија смисла на постоење е заштита на нивните права, или пак конфекционерите се плашат од сопствените газди, нема конкретен одговор членството на синдикатот. Од друга страна пак сопствениците на штипските конфекцијски фирми се на став дека текстилната индустрија во Штип е во катастрофално лоша состојба. Тоа се должело на повеќе фактори: немање национална стратегија за развој на македонското стопанство. Исто така бил занемерен и текстилниот сектор во последните 30 години, како и несоодветен и недоволно едуциран образован кадар во градот на текстилот, кој има текстилно училиште со најмала бројка на ученици кои ја изучуваат текстилната струка. Текстилната индустрија е се понерентабилна гранка. Работниците можеби се во право кога им се загрозени нивните права, но се чини дека и правата на сопствениците на текстилните фирми им сеускратени. Во моето излагање пред новинарите кажав дека сепак на моите години јас сум емотивен капиталиста. Значи, мој интерес е да си го гледам капиталот, да ги експлоатирам работниците, да наоѓам начини како да направам поголем профит, али моето сваќање за едно човеколюбие и човекобитие се коси со таквите права. За жал, као што кажавте, кој е моето мислење? Значи, Штип е град на текстилот, во кој што имаше, сега не знам колку, имаше некаде околу 80 приватни компании, поголеми или помали, со некаде околу 7-8 илјади работници. Денес може би таа ситуација не е таква, бројот на вработени е сигурно намален, а може би дел од компаниите имат банкротирано. Членовите на текстилниот кластер немаат детални податоци колку тоа од вкупно 80 текстилни компании во Штип се банкротирани и колку од вкупно 8.000 работници се останати без работа во овој период на корона. Во прилог на еродирање на овој стопански сектор е и реакцијата на сопствениците на текстилните компании, кои се изјаснија дека пред 2 години донесените владини мерки се покажале како нефер и нестимулативни во процесот на рентабилното работење.